Ajde Đeljo majstore, sviri nešto za srce, najdobar nazor, da mi sviriš do veka. И ова утро одвојуваме време за музика, затоа што само со музика можеме да си го разубавиме секојдневието. Летниот период е период кога вообичаено сите одат на одмор и се релаксираат, но тоа не важи за луѓето што се дел од музичката фела, затоа што летниот период е период кога имаат многу работа на разни свечености, свадби, настани, а сепак наоѓаат време и за професионални песни, снимки, и токму тоа беше повод утринава да се дружиме заедно со двајца вистински мајстори на својот занает, Đeljo Deстановски и Орце Неделковски, затоа што имаат нова песна, односно ново оро, за што станува збор, дознаете повеќе во следниве минути. Пред се, здраво за двајцата, добро утро и честитки, Аирлија, за вашиот нов заеднички проект. Благодариме ти, благодариме за преубавите зборови, ти благодариме што не покани да бидеме дел од твојата преубава емисија. Све си каже убаво, ние како и останати немаме време да одиме да одмориме, но сепак сме тука за да ги забавуваме нашите пријатели, роднини и тие што не почитуваат и ја сакаат и негуваат, ја сакаат и почитуваат нашата музика. Така, паралелно со тоа се и обврските секако во националниот ансамбл Танец, летниот период, исто период кога имате многу настапи и концерти, но конкретно утринава решивме да им откриеме на нашите гледачи нешто повеќе за соработката со Орде, па да чуеме за што станува збор, Đeljo. Станува збор за едно преубаво музичко парче, преубаво музичко дело кое е направено пред сега краток период во соработка со Златко Миладиновски и Владко Миладиновски заедно со група Круна, но сепак во самото оро се појавува и еден рефрен кој во рефренот се пее лично за мене. Им благодарам што колегите сепак сакаа да биде тоа така и мене тоа ме радува и се надевам дека и на останатите луѓе кои ќе ослушнат и ќе го гледаат орото ќе им се допадне. Орде, како течеше целата изработка на нумерата, снимањето на видеозаписот? Ирена, најпрво да ти се заблагодарам за убавите зборови што ги кажа за мене и за Đeljo. Би сакал да ги поздравам сите гледачи на Алфа телевизија. Би сакал да ги поздравам нашите колеги од група Круна. Благодарност до сите оние кои не ангажираа во текот на овој летен период да секој ден работиме. Она што ме праша е како сето тоа се изреализира и како течеше подготовките, како течеа подготовките за снимање на ова дело. Во главно виновник е Đeljo. Веќе почна да го спрема тоа како дело, па потоа ни дојде и како идеја да има малку и заедно со Златко Миладиновски, поздрав и до него. Ни дојде и идеја да има и пеење, ајде Đeljo мајсторе, свири нешто за срце. Бидејќи добро сите знаат и гледачите знаат дека вистински мајстор за зурле е Đeljo. И од таму идејата, од таму потикот и комплетно се снимаше подолг период делото за да испадне вака како што е. Се надевам ќе имаат можност да го погледнат гледачите и да слушнат за што станува збор. Колку сте вие задоволни сега откако е веќе стокмен видеозаписот и откако започнавме и да го промовираме медиумите? Уште една благодарност до сите наши фанови, затоа што ние редовно го свириме, си ја презентираме нашата музика. Група Круна постои некаде околу 3 години, меѓутоа има 7 своји веќе авторски песни и едно оро. Значи, ние си најпрво сами ја презентираме тоа она што е најново нормално, меѓутоа не радува тоа што и веќе орото се бара секаде каде што ние настапуваме. Во овој период кога е период за свадби, летен период, често пати знаат да речат ајде Đeljo мајсторе да се отпее, да се отсвири и искрено сме презадоволни од исходот на сработеното. И па, Đeljo мајсторе, колку си ти задоволен од сето ова?
Пред се јас сум самокритичен и секогаш што и да направам, било што дали ќе биде песна, дали ќе биде оро, додека мене не ми се допадне, значи тоа нема да биде објавено во јавноста во никаков случај, но сепак нели ние самите колегите готовиот производ кога го завршивме на крај, нели сепак се собравме сите да слушнеме, да видиме, да коментираме дали е ова добро или да се промени нешто, но сепак сите јасно и гласно на крај утврдивме дека тоа е тоа, дека све е во ред, све е убаво како што треба и стварно мене ова е нешто поразлично, затоа што ја веќе колку 15-16 години сум активен музичар и сум достапен во естрадата, ама ова ми е едно прво оро каде што се појавува и краток рефрен. Така, верувам дека ќе бидат одушевени сите што се уште не го слушнали, ако многумина веќе нели уживаат во звуците на ова убаво оро, а со оглед на тоа што е летен период. Знам дека сте многу зафатени, знам дека распоредот ви е полн речиси до крајот на август, сепак ќе најдете ли време и за малку одмор со вашите семејства? Па ќе најдеме неколку дена, ќе најдеме време, ќе дадеме све од себе, секако треба да ја испочитуваме и фамилијата, барем малце да одмориме и да се видиме. Орда? Се надевам, ќе има време некаде 3-4 дена да се тргнеме од овие горештини, да нормално на секој му е потребно мало уживање, макар и кратко, ќе најдеме простор и обавезно ќе си одвоиме време и за себе и за фамилиите. Откако ќе заврши летниот период, имате ли секој од вас некои конкретни планови за есента, како еве една нова етапа од ова 2024 година, која што сигурно ќе ви биде исто така активна како и изминатиот период до сега? Се разбира, група Круна не застанува тука, секогаш знам да кажам каде и да гостуваме по емисиите телевизиски вака, дека она што го ветуваме пред на малите екрани, тоа и го исполнуваме. Група Круна, покрај тоа што подготвува нови дела, се подготвува за уште една убава турнеја, здравие Боже. Во ноември, месец ноември, ќе бидеме гости во Америка. Значи не застануваме, неуморно работиме, одиме на уште една нова песна сега, која веќе се подготвува. Пак ќе кажам, Джелјо е комплетен виновник и за тоа. Како што кажа и сама, он е перфекциониста, сака да биде тоа добро. И малку периодично не можеме да постигнеме, бидејќи бараме да биде она што го работиме во право, светло, убаво, сработено, се како што треба и ни одзима малку подолг период, а и настапите секојдневни ни одзимаат нели нормално и енергија и време. Па така да, на есен здравие Боже, ќе ги почастиме сите наши обожаватели со уште едно убаво музичко парче. Ќе биде прекрасно за тоа што е убаво на нашата музичка сцена, постојано да се случуваат нови работи и да уживаме во нова музика. Джелјо, какви се твоите планови за тој период откако ќе заврши летото? Плановите се исти. Значи, ние со група Круна функционираме заедно, одиме заедно напред, работиме, како што рече колегата Орде, работиме на нови дела, нови песни, нови ора, нови преработки на наши убави македонски песни. Имаме доста, што се вели, свадбени веселби. Од септември исто така почнуваме нова сезона. Имаме и во Македонија и надвор од Македонија. И пред се ќе упатам една голема благодарност на сите тие кои не почитуваат и не сакат и не бараат. Ние сме тука за нив и за тоа секогаш ние неуморно ќе работиме и неуморно, значи секогаш ќе им создаваме за нив нови песни, нови дела за да имаат доволен материјал од нас, затоа што има доста повици, секој ден луѓе ни се јавуваат и има доста пофални зборови затоа што ја сакаат нашата музика и не почитуваат нас како луѓе. Таа љубов кон вашата музика и таа почит кон вас како кон музичари, кон автори е сосема заслужена и јас ви благодарам за одвоеното време. Ви посакувам успешна реализација на сите активности што ви се предвидени за овој период, за ова долго, жешко, топло работно лето за вас и да се видиме повторно на есен со нови музички материјали и со нови моабети. Благодариме многу, благодариме на тебе пред се, затоа што ти секогаш си тука за нас и ние сме тука за вас. Све што ќе имаме новитети, се надевам дека поскоро ќе се видиме и ќе ги промовираме пред јавноста. Благодарам, Ирена, за поканата. Уште еден поздрав до сите гледачи на твојата емисија. Нека уживаат, нека се кријат од сонцево колку што можат и се гледаме на нивните семени прослави. И нека слушаат убава македонска музика за да им биде убав денот. Поздрав од нас.
sviriš do